Здраво на сите, јас сум Даниел. Добро дојдовте на новиот серијал на Едуино видеоупатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видеоупатства за поддршка на процесот на онлайн наставата. Во ова видео ќе се запознаеме како да припремиме и креираме тест во Microsoft Forms, кој што потоа можеме да го споделиме со учениците преку линк, или пак може да го вметнеме во самиот Microsoft Teams во Assignments. За да креираме и да си ги припремаме нашите тестови, потребно е да отвориме веб страницата која што води до Microsoft Forms во нашиот пребарувач. И тоа со впишување на адресата forms.office.com или пак forms.microsoft.com. И двете веб адреси ќе не однесат до работната површина каде што може да ги креираме нашите тестови или пак прашалници. Најпрвен ќе ни се отвори работната површина на Microsoft Forms и ќе забележите дека таа работна површина е празна, бидејќи се уште немаме креирано ниту еден тест. За да креирате нов тест, секогаш ја одбирате втората опција и тоа опцијата New Quiz. Ќе внимавате бидејќи доколку одберете New Form, тука не би ги имало опциите за оценување, односно за бодување на тие прашања. Секогаш ја одбирате опцијата New Quiz. Со кликање на опцијата New Quiz ќе ви се отвори работната површина за креирање на тој тест и прво што ќе забележите е самиот наслов на тестот. Ќе внимавате веднаш да си го внесете насловот на тестот за полесно понатаму да го распознавате тој тест во снимените тестови. Ќе си запишете наслов на тестот. Понатаму ќе забележите уште едно поле, а тоа е полето за објаснување. Во тоа поле внесувате објаснување за самиот тест. За да креираме ново прашање, секогаш кликаме на големото копче Add New, односно иконката плюс. Ќе ви се излистаат повеќе опции. Првата опција ни е прашање со избор. И тоа има две верзии на ова прашање. Првата верзија е кога имате само еден можен одговор и втората варијанта е кога имате повеќе можни одговори. Со кликање на иконката Choice ви се отвора темплейт за прашање со еден можен одговор. Во првото поле го впишуваме самото прашање. На десната страна ќе забележиме една иконка каде што може да вметнеме фотографија или пак видео. Со кликање на таа иконка ќе забележиме на десната страна дека ќе ни се понудат две можности и тоа првата опција ни е да прикачиме фотографија и втората опција е да прикачиме видео. Доколку кликнеме на една од нив, ќе забележиме пак неколку можности, односно првата можност ни е да пребараме директно преку овој пребарувач кој што се наоѓа тука и веднаш да вметнеме со кликање на копчето Add, да прикачиме преку OneDrive или пак да прикачиме со директно прикачување од нашиот компјутер. Понатаму ќе забележиме дека имаме две опции, односно два можни одговори. Доколку сакаме да додадеме повеќе, кликаме секогаш на опцијата Add Option. Со кликање можеме да додадеме повеќе опции. Ќе претпоставиме дека одговор 2 ни е точниот одговор, односно од сите овие 4 можни одговори, нашиот точен одговор е одговорот 2. Како ќе го обележиме тој одговор како точен? Ќе забележиме со поминување на глувчето низ самите одговори, на десната страна ни се излистуваат неколку иконки кои што може да ги менаџираме. И тоа, првата иконка ни е за да избришеме одговор, односно опција. Втората иконка ни е да запишеме некоја порака доколку ученикот ја избере таа опција, нешто како повратна информација, и третата опција ни е чекмарк, односно да го избереме точниот одговор. Рековме дека сега креиравме прашање со еден можен точен одговор и рековме дека вториот одговор ќе ни биде точен
и со едноставно кликање врз овој чекмарк се обележува точниот одговор. Кога ќе го тргнеме глувчето, ќе забележиме дека одговорот 2 е забележан како точен одговор. Понатаму, нешто што ќе внимавате да не го заборавите, а тоа е поставување на поени за тоа прашање. Колку поени, колку бодови носи тоа прашање. Тоа се впишува веднаш врз копчето Add New, пишува Points. Со кликање на во тоа поле можете да впишете колку поени носи ова прашање. Еве ќе претпоставиме дека носи 5 поени. Понатаму на горната десна страна од самото прашање ќе забележите дека има неколку опции, и тоа опција за копирање на самото прашање. Кога ќе кликнете на Copy Question, ќе ви се ископира сосема истата структура на ова прашање и ќе можете да си промените доколку имате потреба. Понатаму имаме една корбичка која што означува бришење на отстранување на ова прашање, доколку сте сгрешиле или пак е дупликат прашањето, можете да го отстраните со кликање на Delete Question. Понатаму постојат уште две иконки со кои што можете да ги поместувате прашањето, односно да го преместувате редоследот на самите прашања. Доколку сакате ова прашање да ви биде трето, четврто, кликате на стрелката надолу. Доколку сакате да го поместите погоре, кликате на стрелката горе. На долната страна пак ни се наоѓаат уште две опции, и тоа опцијата за повеќе можни одговори, која што ќе ја пробаме за кратко, и имаме уште една опција, а тоа е опцијата Required. Доколку ја обележиме оваа опција, тогаш ученикот не би можел да го прескокне ова прашање. Го обврзувате ученикот и да го знае прашањето и да не го знае, задолжително да мора да го одговори. Што не е препорачано, нели? Доколку ученикот не знае некој прашање, може да го скокне. Доколку е required, доколку мора да вметне некој одговор, тој може и на среќа да го одбележи и точниот одговор. Рековме, за да поставиме ново прашање, секогаш кликаме на зеленото копче Add New и овој пат ќе креираме прашање со избор, и тоа со повеќе можни одговори. Кликаме на истата опција Choice, гледаме дека ни се отвора второ прашање и веднаш ни дава можност да вметнеме име на прашањето. Пример за прашање број 2, и рековме, доколку сакаме да го претвориме во прашање со повеќе можни одговори, ја обележуваме опцијата Multiple Answers. Ќе забележиме дека иконките пред самите одговори, пред самите опции, ни се претвораат од круг во квадратче. Така може да ги разликуваме двата типа на прашања со обележување. И рековме, доколку сакате да додадете повеќе можни одговори, кликате на плусчето Add Option и ви се додаваат повеќе одговори во зависност од тоа колку ви се потребни. И еве ќе претпоставиме дека одговорите опција 2, опција 3 и опција 6 ни се нашите точни одговори. Со кликање на чекмаркот ќе ги обележиме како точни одговори. За да креираме ново прашање, кликаме на иконката Add New и овој пат ќе креираме текстуално прашање. Текстуалното прашање исто така може да биде на два начина, и тоа со краток одговор и со долг одговор, односно есејско прашање. Кликаме на иконката Текст и веднаш ќе ни даде можност да внесеме прашање. Го запишуваме прашањето. За да креираме ново прашање, повторно кликаме на иконката Add New и доколку не ги гледаме сите опции, ќе забележиме десно имаме една стрелка каде што доколку кликнеме ќе ни појави уште неколку опции за креирање на прашање. Откако сте го внеле името на прашањето, гледате дека има уште едно поле кое што не можете да го едитирате, тоа поле е за учениците. Понатаму имаме уште една опција, а таа е опцијата Correct Answers, односно точни одговори.
Доколку имате веќе припремено точни одговори, можете да ги впишете тука, и доколку учениците го впишат одговорот и соодветствува со вашиот одговор, тогаш системот автоматски му дава поени на ученикот. Може да биде одговор со кирилица, може да биде одговор со латиница. Значи голема и мала буква не играат улога тука. Следниот вид на прашање е прашање со долг одговор, односно есејско прашање. За да креираме ново прашање, кликаме на Add New, кликаме на текст и ќе ни се отвори истота работна површина како и претходно, но овој пат ќе кликнеме на копчето Long Answer за да се промени од краток одговор во есејско прашање, односно долг одговор. Го запишуваме името на прашањето. Откако ќе запишеме името на прашањето, ова прашање е креирано. Има уште неколку опции кои што би можеле да ни користат во нашите тестови. Ние најпрво ќе ја пробаме опцијата Ranking. Што можеме да креираме со оваа опција? Би можеле да креираме прашање каде што ученикот би можел да ги подреди резултатите кои што ќе ги внесеме. И тука ќе ги вметнеме сите наши броеви по точниот редослед. Значи тука ги внесуваме броевите по точниот редослед, но понатаму кога прашањето ќе се представи пред ученикот, ќе биде со измешан редослед. Значи тука обавезно ги внесуваме по точниот редослед. Следниот вид на прашање кој што може да го употребите е прашањето Likert. Го пронаоѓате со кликање на копчето Add New и со кликање на стрелката за да ги излиста повеќето видови на прашања. Ја одбирате опцијата Likert. Откако ќе ја одберете, можете да го впишете името на прашањето. Ова опција се користи доколку сакате ученикот да споредува термини, односно зборчињата од левата страна со зборчињата од десната страна и со кликање на некој од овие опции ученикот ги споредува точните комбинации. Доколку сакаме да промениме некоја од горните опции, со кликање врз тие опции ќе забележиме дека ни се нуди можност за променување, но ни се нуди можност, доколку не ни се потребни, некој од нив да ги избришеме. Со кликање на иконката Delete, ние ги бришеме тие, еве ќе ставиме 3 опции, и исто така на левата страна, доколку сакаме да додадеме нова, кликаме на копчето Add Statement, ни се додаваат повеќе, и исто така имаме можност да ги избришеме или пак да ги промениме. Доколку пак сакаме да додадеме нова опција, кликаме на знакчето плюс, односно Add Option. И ученикот со кликање на некој од овие опции ги споредува точните резултати. И уште една од опциите кои што би можело да ви биде потребна е опцијата за File Upload. Односно, доколку сакате ученикот да ви постави нешто, односно да аплодира, може да го креирате тоа прашање. Кликаме ОК и го запишуваме прашањето, односно даваме инструкции што треба да прикачи ученикот од неговиот компјутер. Еве, може да прикачат некоја фотографија или пак документ. Можеме да лимитираме колку фајлови може да ни испратат, односно да прикачат во самиот тест, и можеме да лимитираме колку голем треба да биде тој фајл. Еве имаме опција 10 МБ, 100 МБ и 1 ГБ. Препорачувам да остане 10 МБ, бидејќи е доволно. Пишуваме поени и сме завршиле со тоа прашање. Тоа се неколку видови на прашања кои што би можеле да ги користите во самите тестови.
ќе забележите дека не ги снимавме промените на самиот тест, самиот систем автоматски ги снима сите промени кои што ќе ги направите во самиот тест. Ќе забележите најгоре пишува saved. Исто така автоматски ги пресметува и максималните поени кои што може да ги освои еден ученик во самиот тест. Уште некоја корисна можност која што би користела на наставниците кои што предаваат математика, физика и така натаму, е опцијата за впишување на формули, специјални математички знаци. Оваа можност се користи на прашањата со еден или повеќе точни одговори или пак со текстуалните прашања. И тоа, кога ќе го одбереме прашањето, кликаме на трите точки под прашањето и ја избираме опцијата Match. Со кликање на таа опција, автоматски ни се додава уште едно поле каде што може да вметнеме некоја формула математичка или пак физика со помош на овие специјални знаци. Доколку впишеме некоја математичка формула, ќе забележиме дека самиот систем ни дава сугестии за впишување на можни одговори и доколку кликнеме на копчето Add All, ќе ги вметне точните одговори и исто така ќе го обележи и точниот одговор наместо нас. Откако сме го креирале самиот тест, можеме да ги разгледаме и следните опции кои што ни се нудат. Најпрвин, кога ќе погледнеме десно, ја имаме опцијата Preview, каде што можеме да разгледаме како би изгледал тестот од страна на учениците. Со кликање на иконката Preview ни се отвара симулација, односно може да разгледаме како ќе се гледа тестот, како ќе изгледа тестот од страна на самите ученици, и тоа две верзии, како ќе изгледа на компјутер и како ќе изгледа на мобилен телефон. Следна опција до Preview ни е опцијата Team, а таа е опцијата за визуелно, доколку сакаме да го разубавиме самиот тест. Можеме да додадеме некоја позадина. Имаме едни многу битни поставки кои што треба веднаш да си ги поставиме. Со кликање на трите точки ни се отвараат повеќе можности, ја одбираме опцијата Settings. Нешто што веднаш е препорачено е да ја исклучите опцијата Show Results Automatically, односно, доколку е вклучена оваа можност, нуди на учениците веднаш штом ќе го решат тестот за да може да ги видат резултатите, така да нели се отвара можност доколку ученикот го заврши тестот порано да ги види резултатите и нели да ги сподели со останатите ученици, што не би сакале да биде случај. Затоа ја исклучуваме оваа опција и ученикот не може да ги види резултатите се додека нели не се заврши тестот и наставникот не ги предаде резултатите до учениците. Понатаму имаме уште неколку опции, јас би препорачал овие опции Who can fill out this form да останат како што се. Понатаму имаме уште неколку опции, а тоа е може тука да поставиме start date и end date, односно доколку сакаме да го лимитираме започнувањето на самиот тест, времето и датумот, и завршувањето на самиот тест, времето и датумот, односно од кога до кога овој тест би бил активен за учениците. Го одбираме датумот на започнување на самиот тест, еве например 12.5, го одбираме времето, еве како пример нека биде 8 наутро, и исто така датумот за завршување, односно последниот датум до кога може да го решат овој тест, да речеме 8.30, че од 8 до 8.30 имаат половина час.
Една од опциите која што јас би ви ја препорачал е веднаш да се вклучите опцијата Shuffle Questions, односно прашањата за секој ученик да бидат помешан редослед. Доколку ја одберете оваа опција, имате опција за сите прашања за секој ученик да бидат со различен редослед. Системот автоматски ги го менува редоследот на овие прашања и учениците добиваат посебен редослед на прашање. Исто така е препорачено да си вметнете и лична порака, штом ќе заврши ученикот со решавањето на тестот и кликне на копчето Submit, веднаш да му се појави порака за успешно завршен тест. Еве пример, благодариме. Тестот е успешно завршен. Понатаму, рековме, ја имате опцијата Share, со кликање на копчето Share, првиот линк ни е линк за испраќање до учениците и тука ќе забележите дека е поставена опцијата Only people in my organization can respond. Што значи ова? Доколку не е изберана ова опција, односно anyone with the link can respond, која што гледаме дека и веќе не е активна, доколку ја има изберана ова опција, само учениците кои што се најавени на сметката на Microsoft Teams ќе имаат можност да го решаваат тестот, со што автоматски самиот Forms ќе ги повлече и имињата и презимињата на учениците и понатаму доколку го поставите овој тест во Assignments, автоматски ќе може и да ги оцени и да ги префрли оцените, односно резултатите во Grades, односно во дневникот со постигнати резултати. Тука имате неколку опции, односно опцијата веднаш да го ископирате овој линк и да го препратите. Нешто што можеби би го користеле е доколку сакате да го испратите овој ист тест на некој колега кој што го предава истиот предмет како темплейт. Кликате на опцијата Get Link и можете да ископирате линк и да испратите до некој колега кој што ќе го има сосема истиот тест како темплейт и ќе може да си менува што сака во тој тест и да си го користи. Исто така имате уште една опција за споделување, односно Share to Collaborate. Оваа опција можете да ја користите доколку сакате да соработувате со некој ваш колега на истиот тест, односно му давате опција, односно можност и тој да го променува истиот вашиот тест. Работите на ист тест и тој ќе има можност да го променува вашиот тест. Значи секоја промена која што ќе направи тој ќе се промени и кај вас. Ова опција е препорачена доколку работите на истиот тест. И рековме дека тестот е автоматски снимен и е спремен за споделување со учениците. Доколку сакаме да ги разгледаме сите тестови што ги имаме креирано, едноставно кликаме на опцијата Forms лево и ќе забележиме дека веќе имаме креирано еден тест, тест број 1, и со кликање на тој тест можете повторно да го променувате. Уште една од опциите која што се наоѓа на самиот Forms е опцијата Responses, односно со кликање на Responses можете да ги проверите сите одговорени прашања од страна на учениците или пак да разгледате статистика за самите одговори, односно прашања и одговори, што може да ви биде корисно за како фидбек за понатаму. Исто така имате опција и истите овие резултати да ги директно префрли во Excel табела и да ги симнете на вашиот компјутер. Или пак рековме да ги разгледате одговорените прашања за секој од со кликање на опцијата Review Answers ве префрла во полето каде што можете да ги проверите
одговорите за секој ученик посебно. На ова поле ги променувате учениците, односно имате стрелка лево и стрелка десно, каде што ги листате учениците, или пак стрелката надолу, каде што ќе излиста сите ученици кои што го предале тестот, и можете да ги разгледате прашањата, доколку системот забележал дека е точен одговор, ќе ви ги обележи со зелено, доколку пак е неточен одговорот, ќе го обележи со црвено, и доколку е точен одговорот, автоматски му поставува поени. Вие можете за секое прашање некој фидбек да запишете, односно повратна информација. Доколку системот например има сгрешено нешто, можете и рачно да внесете поени за тоа прашање. Ви благодарам на вниманието.